Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна или 41-ва емисија од ова календарска телевизиска сезона во Центар кој се емитува на Канал 5 телевизија. Ке направиме некаде околу 1,5 месец, 2 месеци пауза и повторно, здравје Боже, се гледаме некаде средината на септември на малите екрани на Канал 5 телевизија. Тема за вечерва, што ќе се случува на есен, дали ќе имаме жешка есен и какви ќе бидат тие политички разврски во рамки на македонската политичка сцена, односно да го искористиме моментот или последната емисија и да направиме одредена ретроспектива колку сме погодили во нашите анализи и проценки во текот на целата ова телевизиска сезона или во овие 41 емисии. Што ќе се случува во Македонија, знаете, на времето имаше една виц што вели младото ромче го праша капетанот, друже капетане, ќе бегаме или ќе се предаваме. Значи, што ќе се случува во Македонија на есен, ќе биде екзит излез или ќе биде Брекзит, растур систем. Што ви мислите? Сега, така таа анекдота и има и таква смисол кога турците окружили четата и вика војводо ќе се биеме или ќе се предаваме. Овој вика македонец не се предава, ќе бегаме. Ние што ќе бегаме или? Да, сега ние може да бегаме, ама не сакат нигде, знаете. Тука видите, ние нема каде да бегаме. Ние немаме резервна татковина. Така што нема каде да бегаме. Вие сте сигурни? Гледате, албанците имаат косовски пасоши, имаат албански пасоши, македонците земаат бугарски пасоши, само ромите нема кај додат и може да ни се случи бугарското сценарио за 50 години ромите да се мнозинство во рамки на Република Македонија. Бугарите велат дека 100.000 македонци имаат бугарски пасоши. Тоа не е точно, некаде 50-60.000. Добро, ама македонскиот народ не е 50-60.000. Така што и албанците, тие си ги земат, ама албанците, независно дали си имат пасоши или не, за жал, голем дел од нив не сметат Република Македонија за својата татковина. Тоа е проблем. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Стефан Влахов Мицов е една интересна општествена и политичка фигура, роден е во Бугарија и си заминува од Софија и Бугарија, бидејќи таму не може да манифестира својата македонштина, односно да живее и да делува како македонец во соседна Бугарија. Тука се поставува дилемата и прашањето дали полека доаѓа времето и кога во својата Република Македонија на Стефан Влахов Мицов ќе му биде оневозможено или ќе му биде се потешко да делува и да функционира како македонец. Është kaq erët qeverisja e kryeministrit?
Видите, јас мислам дека уште од почеткот мора да го кажам дека ќе имаме проблем со комуникацијата. Прво, тоа малку тешко слушам вашите прашања. Второ, значи, сепак јас мислам дека се наоѓам во Република Македонија и, значи, не сакам да ми се збори на официјалниот јазик во Република Македонија. Ќе дојде време, вие, например, во Бугарија не можев да се кажете дека сте македонец. Ќе дојде време, не дај Боже, во Македонија ќе ви биде проблем да се кажете дека сте македонец. Вие бевте набркани од студио на една национална телевизија, бидејќи баравте да ви се постават прашања на македонски јазик. Мислам дека е тоа е нормално, елементарна култура во држава која е држава на македонскиот народ и на другите граѓани кои живеат. Како се прокламира во 1991 година тоа. Сега, јас секогаш велам така. Се зависи од нас. Може да дојде и такво време, за жал. Ама, ако дојде такво време, ние не може да фрламе и да се мислиме, секогаш да се мислиме за жертви само, а да не видиме и вината кај нас. Така што, сега ако се вратиме кон вашето прашање за есента, па може и пред есента да стигнеме до ново издание на тој Пржински договор кој беше од минатата година, од август. Мислите вака, неспремни Зеленден да не фатат? Како што не ги фативме турците неспремни, додека ние се одмараме, нели? И го ослободуваме Халкидики, они тука да ни направат нешто. Добро, јас веќе неколку пати сум викал дека има такво сценарио околу 2 август. Има такво сценарио. Што сценарио според вас, што би можело да се случи на есен? Тоа околу 2 август, а замислуват еден пуч, само што пуч веќе како во Украина, украинскиот Мајдан, пуч со молотови коктейли, со македонци да учествуваат во пуч? Македонци ќе учествуваат. Сигурно нема македонци. Не, просто сигурно нема македонци. На 2 август македонци, на 2 август одмарат македонци. Ова мора се некои везени. Во летен период македонците револуции не креват, одмарат, одат на одмор, ослободат Грција, крепат гречката економија. Зборам македонци ги ставам македонци во наводници. Пошто за мене, за мене македонец не е тој само кој е роден во Македонија или има потекло или така. Тоа е друго. Сега за тоа збориме. Значи може да се случи според вас пуч некој. Така, може да се и не само може да се тоа, туку тоа е и замислено и уште пред 2 месеца тие работи се размислуваат и така и така. Пред 2 месеци има гостување на радиото Слободна Македонија, има своја мини анализа за тоа што можеме да очекуваме како политичка разврска во рамки на Република Македонија. Тогаш прв пат изнесов тезата или ставот дека меѓународната заедница или странците немаат никаков проблем да бидат поразени од ВМРО ДПМН на изборите, но имаат сериозен проблем да прифатат дека на следните предвремени парламентарни избори може да бидат поразени од Никола Груевски. Еве неколку минути од таа моја политичка анализа. Поконкретно, што мислите вие дека ќе донесе? Што може ВМРО да изгуби ако нема избори на 5 јуни? Па тоа велам, ништо. Идеме во септември ќе победи на тие избори. Може би со поголема разлика. Не е битно, победа е победа. И еден глас разлика за ВМРО ДПМН. Значи, велам, анкетите покажуваат нека разлика од 150 до 180 гласови, меѓутоа еден глас победа на ВМРО ДПМН. На ваков притисок на меѓународна заедница, бидејќи противникот крши, не е Зоран Заев, тука е меѓународна заедница, многу посериозен, прв пат така сериозен противник, со целата харанга која се прави сега. Гледате вклучување на странски медиуми, странски амбасади, странски дипломати, цела меѓународна заедница, еден глас да победи ВМРО на тие избори, ќе биде голема победа за ВМРО. Но клучното прашање е дали странците би се согласиле со победа на ВМРО, а дали странците би се согласиле со победа на Никола Груевски. И тука мислам дека во таа игра на зборови се крие ребусот на целата наша политичка криза. Меѓутоа јас пак нема да се согласам со тезата дека странците се против ВМРО ДПМН. Како тогаш Елизавета Канчевска Милевска доби орден од Италија за заслуги на не се разбираме. Ја велам, странците ќе се согласат со победа на ВМРО ДПМН, бидејќи тоа им го покажат анкетите. Не сум сигурен дека странците ќе се согласат со победа на Никола Груевски. Мислам дека сум многу јасен. Да. Нели имаше колеги наши кои големи велемајстори на политичката теорија и стратегија веле дека Италија е клучниот. Па тоа ве праша како Елизавета Канчевска Милевска. Ако Италија е клучен чадор, како вчера Елизавета Канчевска доби награда и орден. А Елизавета Канчевска ставена ли е на списокот за аболиција на Ѓорѓе Иванов? Па не е ставена. А не е ставена. Кои се ставени на тој список? 6 луѓе околу Никола Груевски.
Кој го правил тој список? Зашто, знаете, ние постојано го поставаме прашањето кој е на списокот. Јас мислам дека треба конечно да го поставиме прашањето кој не е на списокот. Јас не сум сигурен И што ќе добиеме таму? Па најголемата дилема е кој го правил тој список. Па моја проценка е дека тоа се од кривичните пријави на СДСМ. Сигурни сте? Па не сум сигурен од она што Кој биле сигурни кој го правил списокот, ние ќе знаеме решението на политичката криза. А кој според вас го правил список? Не знам. Кој би знаел, тоа било одговор за $1,000,000. Има можност да има вмешаност на странски фактори. Ми се чини дека има. Бидејќи тоа всушност даде драматика на целата политичка разврска во рамки на Република Македонија. Значи, Тоа го поврзувате со оној дел кај што велите одредена амнестија во решавање на вакви процеси. Иванов, да ве потсетам, Георги Иванов со вашиот колега Валентин Николовски имаше интервју на Ситл телевизија минатата година. Тоа беше дадено само во вестите во 19 часот. Не беше репризирано ни во вестите. Тоа е од практични причини. Да, не беше репризирано ни во вестите во 20 часот, не беше извадено ни секвенца од тоа интервју во другите вести наредниот ден. Меѓутоа на сајтот на Ситл. Беше на сајтот на Ситл, меѓутоа не беше нити еден од провладените портали. Таму беше категорично кажано дека тие што се виновни за безбедносната криза ќе треба да сносат политички консеквенции. После тоа дојде оставките на дел од луѓето од Министерството за внатрешни работи. Имаше еден категоричен став дека во политичките партии нема да биде ништо исто како што било пред политичката криза. Тоа го кажува Георги Иванов. Ние него го сметаме за фикус, го китиме со серија на навредливи зборови, во еден момент, знаете, и со серија на интервјуи, со серија на постапки се промовира во некој фактор на политичката сцена. Дали тоа го прави само иницијативно? Дали во договор со некој? Тоа не знам. Меѓутоа исто така и за Георги Иванов не беа пуштени во јавноста прислушкувани разговори. Зошто? Не знам, треба да ги прашаме тие што ги пуштаат тие разговори. До пред половина година, без малку да немаше човек во рамки на Република Македонија кој не сметаше дека секој процес, секоја одлука или секоја разврска во рамки на Република Македонија зависи од волјата на Никола Груевски. Од друга страна, Георги Иванов беше фикусот на македонската политичка сцена. Одеднаш како да се смени работите и Никола Груевски стана безличен или тотално невидлив на македонската политичка сцена, претпоставам врз база на одредени политички анализи и проценки што треба да прави како лидер на ВМРО-ДПМН, а од друга страна фикусот стана фактор на македонската политичка сцена. Се имам чувство дека всушност Иванов се однесол ко македонски премиер, а Груевски се однесол ко македонски председател. Свесно ги замени улогите или свесно се подготвуваат за некои идни улоги на идната политичка сцена во рамки на Република Македонија? За ово второто немам информации, а првото може би само така навидум така личи, бидејќи во последно време па така со поголема агенда и поголема динамика е присутен во јавноста председателот Георги Иванов, а да не заборавиме по барање, а сега пак да не ги редам опозиција, меѓународна јавност, нефер, нечовечки, премиерот си даде оставка. И се многу јасно ќе изгледа дека едниот е поактивниот, другиот попасивен. Ние имаме искуства, например, Филип Војановиќ, Мило Џукановиќ. Да. Па Медведев, Путин во Русија. Можеме да имаме некоја разврска од тој тип? Не, колку јас ги знам состојбите, мислам не. Ајде да речеме не 100%, ама 50% можеме да имаме разврска од тој тип? Не. Извинете, јас така размислувам. Значи, јас треба да добијам некои други информации или јас да се убедам од оно што се случува на политичката сцена, за да ви одговорам позитивно или половично позитивно. Има ли договор Никола Груевски и Викторија Нуланд? Не знам такво нешто. А колку знам не. Како може да биде формирана широка влада во рамки на Република Македонија, односно да биде направено репринтирање на ситуацијата од 2001-2002 година, само во две можни политички разврски. Како прво, да има мала изборна разлика на евентуално предвремени избори ова есен или идната пролет, или како второ да дојде одредено проблематизирање на изборните резултати. Затоа овие студентски избори кои се случи некаде пред 2 недели требаше да бидат или да послужат ко генерална проба за проблематизирање на изборите. Што тама се случи? Беа направени одредени конфликти, имаше интервенција на полицијата и тоа беше искористена како подлошка за проблематизирање на изборните резултати. Тоа треба да се случи во рамки на Република Македонија на следните предвремени парламентарни избори, за да може да биде формирана некоја широка владина коалиција. Можна ли широка влада
без Никола Груевски, како излез од политичката криза, можеби после идните предвремени парламентарни избори, бидејќи очигледно е дека се барат предвремени парламентарни избори, сметајќи дека ќе биде после тоа формирана одредена широка влада, а основа за формирање на таа широка влада би било тој извештај на Прибе, односно влада формирана која треба да го реши, да ги реши сите тие прашања нотирани во извештајот на Прибе, плюс во пакет одредени тешки национални прашања кои не биле решени досега, име, презиме, НАТО и така натаму. Памтите дека имаше во 2001 широка влада. Да. И што беше таа цел? Па таа цел беше да потпише капитулација. Сега, значи таа те туркат широка влада, сака да биде широка влада да стане, за да стане исто. Значи да се случи тоа, да има широки влади. Па тоа е катастрофа, тоа е потпишена. Треба да нема имаме што да зборим. катастрофални избори. Значи очигледно треба да имаме катастрофални избори, кај ќе биде спорен легитимитетот на изборниот победник. Значи ова што се случи со изборот на студентски лидер, всушност беше генерална проба како да бидат проблематизирани сите тие избори идни во рамки на Република Македонија. Бидејќи само така може да биде формирана широка влада врз база на анкетите кои се сега присутни во јавност. Значи тоа што се случи со студентите, конфликти, значи посебно се инсистира на конфликти со полицијата, оневозможување на избори и интервенција на полицијата, значи се оди на класична интервенција на полиција за подоцна да може тоа да биде искористено ко погонско гориво за разгорување на тие политички страсти. Тоа е проблемот, дека тоа лето ќе имаме жешко лето пред да стигнеме до есента, дај Боже да стигнеме, така што тоа е со увезување на диверзанти. Значи ние ајвар ова година не правиме. Како што можам вас да ве разберам. Ке имаме жешко лето, па жешка есен, ни ајвар, ни зимница, ништо не правиме оваа година. Сега ние, тоа ајвар, ние ко успееме... Или државата ќе ја конзервираме и ќе ја ставиме у зимница. Ако ние успееме да зачуваме државата, ајвар ќе си го правиме идната и поидната година. Не е проблемот во ајварот. Проблемот е тоа, навистина, јас се чудам како. Да ви кажам право, тогаш јас ќе протестирам. Какова Македонија, какова држава, ако зимница не напане, мислам како. Тогаш јас ќе правам шарена револуција. Со ајвар ќе ги мачкам сите институции на системот. Така, сега ние тоа за жал не сваќат нашите политичари, тоа што викаме обични луѓе, нали, во наводници, пошто сите сме обични луѓе, ама тоа тие многу подобро не сваќат, пошто секој ден, нали, кога одам и тоа, па тие сваќат дека доаѓа страшно време. На прашањето од кога можеме да ја датираме или да го датираме почетокот на политичката криза, веројатно би добиле најмалку 100 одговори. Според мене, почетокот на политичката криза во рамки на Република Македонија треба да биде датирано во оној момент кога партијата ДУИ, како дел од дадената коалиција, одлучува да ја води кампањата Чао председателе, односно да не гласа за Ѓорги Иванов и да го проблематизира политичкиот легитимитет на Ѓорги Иванов како тогашен избор на Република Македонија за нов втор мандат на председателските избори. Како со тој Чао председателе? Ако имате повторно министар за одбрана, Тала Џафери, можеби вие, не знам, не ќе да шпекулирам, би се координирале и би функционирале. Во овој момент е рано да предвидиме кој ќе биде резултатот. Правната држава ја нарушија лидерите на СДСМ и ДУИ, бидејќи уставниот поредок не им беше доволен да се сретнеме, да седнеме и да се договориме, туку трчаа во амбасадите на странските држави. Правната држава, сувереноста и независноста ги загрозија овие двајца неодговорни политички лидери кои придонесоа да го добиеме договорот од пржино и кои не се ни придржуваат кон тој договор. 2 години СДСМ, а посебно Зоран Заев, инвестира и све става на картата на албанскиот политички фактор од бомби, пресконференции. Он е нестрекни изјави дека нема ништо против неговата ќерка да учи албански од основно училиште или од забавиште и на крајот целата таа албанштина во делувањето на СДСМ на Зоран Заев требаше да се ефектуира или да експлодира преку она бомба за Смилковско езеро. Се чувствувавте ли злоупотребени од политиката? Злоупотребени, да, и сега дефинитивно може да каже дека сме злоупотребени. Господинот Заев 5 месеци се рекламираше со нашиот случај, ни пушти порака дека ќе ни ги даде тие 5 државна тајна, и викаше 6, ама ништо од тоа до сега. Ние и порака некоја покажувавте дека има порака. Да, ја имаме и во телефоните испечатено имаме пораката. Како што ви гарантира дека ќе ви ги даде доказите? Па, неговата гаранција видовте колку вреди. И на крајот, сите тие халабуки на СДСМ
веројатно ќе бидат сведени на прашањето дали одреден број на албанци, некаде помеѓу 80 и 120 илјади, ќе треба да бидат избришени од избирачкиот список. И сакајќи или не сакајќи, Зоран Заев и СДСМ ќе се ја торпедират и ќе се минира целата своја стратегија да се приближат до албанците, а не сакајќи го отворат прашањето дали ние сме зрели за ревизија на рамковниот договор или за ревизија на сите политички конјунктури во рамките на Република Македонија, бидејќи после бришењето на албанците од избирачкиот список, можеби албанците во Македонија нема да бидат 20% и нема да може или да ги користат сите тие привилегии кои им следа според рамковниот договор. Ни едните ни другите не инсистира на попис. Зошто? Бидејќи знае дека по 20% и дека им се руши целата таа конструкција околу рамковниот договор. Па јасно, тоа и ние го гледаме, зашто они не се слепи, не се глупави. И тоа е јасно уште од порано. И паѓа целиот проект. Како утре, кога тоа ќе се покаже, ако се покаже, како утре некој си иден, не знам, олеснувач, некој си иден Хавиер Солана, кој што ќе дојде овде да ви ги средува, кој ќе биде неговата тежина? Па вие 2001 што направив? На база на лажни бројки изведовме проект кој што не постои во светот. Уставно правно не постои. Тоа е смешен проект. И како сега утре ќе инсталираш друг проект, како што е впрочем и овој од Пржино, кој што исто така порано или подоцна, после известно време ќе колабира, бидејќи е неодржлив, не се заснива. Тој што игра со бројки, на крај гине од бројки. Посебно пак и бројките каде што инсистирате и темелите на бројки, тие бројки на крај ви зависат и ви завршат ко куќа изградена на темели од кремвишли. И тоа ќе се случи во оној момент кога менторот на албанската идеја на Балканот, на создавањето на косовската држава, на рамковниот наш договор и така натаму, кога ќе крене рација од нив, кога веќе нема они да имаат за него употребна вредност, и тоа не е ништо ново. Свен Мицов, гледате, Зоран Заев и СДСМ 2 години водат одредена политика како да ги привлечат албанците на своја страна. Со бомби, пред бомби, оние нестрикни изјави дека он нема никаков проблем неговата ќерка од забавиште или од градинка да учи на албански јазик во Струмица. Значи 2 години се инвестира во одредена македонска-албанска коалиција. Засликаше во Диво населје, покажуваше нели В или Викторија и така натаму и така натаму. И одеднаш сега кога се интензивира таа расправа околу избирачкиот список, СДСМ инсистира да бидат избришени одредени албанци од избирачкиот список. Гледате колку промашена стратегија, кога 2 години водите стратегија, дека албанците ви се клучен стратешки партнер и на крај сите тие проблеми, проблематика и негирање на избирачкиот модел и список да се сведат на бришење на албанци од избирачкиот список, тоа покажува еден тотален политички аматеризам. Видите, тоа е и аматеризам, ама има и друго нешто. На крај СДСМ и Зоран Заев, не сакајки, ќе го срушат рамковниот договор со 20%. Сега, видите, тој, Зоран Заев е пион. Сега, сам по себе, тој не може да има стратегија. Тој не може да има и тактика. Дека странците му велат да го проблематизират. Сега, тој и без странците нема капацитет. Се гледа дека нема капацитет. Тој не може да наскокне тој капацитет на еден градоначалник. Сака, ама не може. И без странците тој ептен ќе залуташе тоа. И сега како пион, тој прави тоа што му кажат странците. Така што Заев е како еден тоа кој го ставиш и му ставиш там, го стиснеш копчето и тој ти действа. Како да свртите, почитувани гледачи, Македонија доста кревка ќе дочека оваа есен на безбедносен, политички или разузнавачки план, бидејќи се оно што сега се случува во Македонија на некој начин е намалува крвната слика не само на македонската држава, не само на македонското општество, туку на македонските безбедносни структури. Јас се плашам дека влегувајќи во една доста нестабилна есен, Република Македонија може да испадне жртва или колатерална штета на што она што сега се случува на Балканскиот полуостров. Пораката која би требало за крај да ја кажеме: луѓе, немојте се мрзите. Немојте се убивате поради политика. Бијќи политичарите секогаш ќе најдат начин како заедно да се договорат и да функционират. Тоа е едното, и другото на кое инсистирам и во јавноста и пред моите студенти. Студентите на кои сум им предавал или на кои им предавам на некој постдипломски или докторски
Студии нагласувам, не е битно дали во животот ќе се победи или нема да се победи. Многу побитно е како ќе се живее, предавајки се со наведната глава или борејки се. Мицов, што се случува во Македонија? Значи, ние имаме собрание кое се само распушти, па се само врати. Па се само врати, така. Имаме влада која има технички премиер, за 100 дена, па веќе не се збори за технички премиер, туку влада која би требало да владее до регуларните избори 2018 година. И единствена колку толку релевантна институција која функционира со пол капацитет е председателот на државата. Че мојот став за председателот на државата е таков како што е, никош не сум го сметал нешто посебно битен и важен, меѓутоа сега говорам за факти, а тоа се дека единствена релевантна институција која функционира со полн капацитет е председателот на државата. И сите овие атаци се насочени кон Ѓорги Иванов, бидејќи тоа е единствена институција која има каков таков легитимитет политички. Ама тоа е нормално, пошто целта е да се сруши секоја државна институција. Уставен суд, собрание, влада, Министерство за внатрешни работи, само председател на држава. Па тоа е сега, тоа е целта. Че моето мислење за Ѓорги Иванов не е сјајно, не е добро, меѓутоа, ако политички анализирам ово што се случи со аболицијата, после аболицијата е смената политичката игра. Смената е политичката конфигурација. Значи, до аболицијата 2 пати се пролонгирани изборите во рамки на Република Македонија. И ви имате Зоран Заев, кој сака да манифестира дека све во државата зависи од него. Од него зависи кога ќе има избори, од него зависи дали се исполнети одредени услови, од него зависи како ќе функционира специјалното јавно обвинителство, од него зависи како ќе се однесе меѓународната заедница. Значи, после аболицијата, всушност никој веќе не разговара за Зоран Заев. Сите разговара за Ѓорги Иванов. И клучен услов е да биде укината таа аболиција. Се укина аболицијата на крајот, меѓутоа свртана е политичката игра. Сега ВМРО и нема потреба да брза, бидејќи владата е на ВМРО ДПМН и таа влада може да владае до 2018 година без Никола Груевски на чело на таа влада. Тој на кој му се брза е Зоран Заев, бидејќи има проблем како тие криминални групи и секакви други групи кои ги отпушти од ланец сега да бидат на некој начин заштитени. И всушност после таа аболиција на Ѓорги Иванов ние имаме едно тотално менување на политичката конјунктура во рамки на Република Македонија. Сега одлуката на Ѓорги Иванов, навистина, таа, јас исто така и повеќе пати сум пишувал дека за овие, веќе втор мандат, еднаш државата прецепа на идниот ден, тоа ставот и така и така. Да бидам прецизен. Значи, јас не прифеќам аболиција. Но ја сметам дека нема разлика помеѓу аболиција на еден човек и аболиција на 50 луѓе. Ако е штетна аболицијата, а е штетна ова, била штетна и 2008 година, која е направена за Зоран Заев, и била штетна 2001 година, кога Борис Рековски направил за Доста Димовска и екипата околу Доста Димовска. И јас сметам дека аболиција не треба да има во Македонија, но тоа треба да го решат македонските граѓани со промена на уставот на републиката. Во ред, јас сметам дека значи се кое е во корис моментално за Република Македонија, тоа е добро. Сега тогаш со сите тие со отлуката за аболиција, Ѓорги Иванов, тоа мора да го кажеме и да го потцртаме, спречи навистина директно тоа замислена граѓанска војна. Пошо, значи, беа поврзани со емигрантските, имигрантскиот проблем на границата, со вториот пат терористичкиот напад таму околу Куманово и со апсенето на Никола Груевски. Така шо, тој спречи за мене, и не само за мене, тоа е објективно, тој спречи граѓанска војна. Тоа е бито, а таа граѓанска војна беше замислена и со тоа сруши тие планови. Да не се лажиме, операцијата Брекзит или тоа што пред 2 недели се случи во Лондон и Велика Британија искрши едно од 2 или 3 крила на македонската шарена револуција. Дали тоа ќе биде трајно или ќе биде превремено, ќе покаже времето. Меѓутоа не можеме да не го нотираме фактот дека после тоа што се случи на Брекзитот во Велика Британија, сите овие првенци на шарената револуција како да остана без погонско гориво. Ке се ефектуира ли тоа врз нашата политичка криза? Сепак Велика Британија беше
едно од двете или едно од трите клучни крила на чадорот во Република Македонија. Таа ќе остане на истата линија сега. Но значи полека ќе само ќе почне да се разградува Европската унија како творевина. Целата структура блиска на Велика Британија, стимулирана од Велика Британија во делот на протестите, во делот на шарената револуција, во делот на се она што се случува во рамки на Република Македонија, што мислам дека Велика Британија играше таа многу повалкана улога него што играат американците, зборам појавно. Сега веќе се на некој начин напикани ушише, ги нема нигде. Како тие да се најголеми жртви на Брекзитот. Тоа е, според мене, моментално само така. Тоа е надворешно појавен облик моментално, меѓутоа да не заборавиме дека британско-америчката политика е едно исто и неслучајно реков. Значи, мислите дека британците не ги искористија сите, не ги потрошија сите пари со референдумот, ќе остане нешто и за кај нас, овие револуции? Знам на што одирате, значи веќе реков, уште еднаш ќе го повторам, британската надворешна политика ќе остане на таа иста линија на која беше досега. Ако ќе видите први борбени редови, се или стипендисти или новинари кои поминале низ школата на BBC. Се луѓе кои бизнисот го печеле во Лондон. Значи се структури блиски на британска разузнавачка структура, МИ6 или како се уште се нарекоте нивни реслови на разузнавачките структури. Центрите од кои се делува се или Истанбул или делумно Виена. Значи тоа се структурите кои се блиски на британска амбасада и посебно овие нивни разузнавачки центри, на оние грчки острови, што ја знам, Кипар, Крит и така натаму и така натаму. Значи тие се логистичари, а сега се веројатно сериозно торпедирани, затоа ја прашувам, ќе има ли тоа ефекти, бидејќи гледате сега и се стишува целата работа у Македонија на политички план, политичка криза и така натаму. Затише пред бура, тоа е само моментални ефекти, реков дека можно е тоа што го рековте, дека поради ова што се случи, значи Брекзит има некое, така да кажем, инцидентно намалување на самиот рейтинг, меѓутоа ефектите нема да бидат намалени, бидејќи тоа, да речем, долгорочно испланирано во контекст на она што ја го викам генералниот концепт на системски групирана надворешна политика во функција на остварувањето на тие долгорочни стратешки и, ако сакате, економски цели. Што можеме да очекуваме на есен? Да се вратиме на темата или на почетокот на ова мое прашање? Значи, тие сакат да истуркат еден договор, една варијанта на Пржинскиот договор, која ќе биде уште поштетна за Македонија. И сега НУАН, меѓу другите договорености и работи, таа носи и подкрепа за нелегитимното јавно обвинителство, кое сакат да го стават во тоа. Сега на тој начин и уште повеќе средба со представници од македонскиот државен врв, добро, и истовремено со граѓански организации. Па тоа истото беше како во Киев, кај им делеше сендвичи и така. Сега таа доаѓа, директно кажано, таа доаѓа да види до кај е организацијата на тој пуч за кој збориме. Ето тоа е директно. Изминатите 2 недели се случува, ајде да речеме, еден предлог кој можеби, ако биде прифатен, да ја смени целосната политичка конфигурација на македонската политичка сцена, а тоа е овој граѓански сектор или овој невладини организации бара да бидат петто столче или петти субјект на тие пржински преговори. Значи, 2 албански партии, ДП, ДУИ, СДСМ, ВМРО, ДПМН и тие како граѓански сектор да бидат петти учесник во тие преговори. Тоа значи дека тие смета дека врз база на одредени протести, што се случуваат по скопските улици, најмногу по скопските улици, имаат политички легитимитет да бидат репрезенти на тие протести кои сега бројат 2-3 луѓе и да преговарат за македонската политичка иднина. Слично може се очекува специјалното јавно обвинителство. Значи, одредени институции кои немаат никаков политички легитимитет добиено на избори, се сака да бидат клучни политички чинители на политичката разврска. Па еве, јас тоа ќе кажам. Сега, ајде на страна невладините организации кои сакат да бидат петостолче. Ама, ајде да видиме останатите. Да видиме... Невладените се многу клучни, гледате. Они сакаат да имат контрола врз медиумите. Добро, тие сакаат да имат, сакаат да имат контрола врз медиумите, преку Агенцијата за медиуми. Сакаат да имат контрола на политичките партии. Во една партија веќе имат контрола, тоа е СДСМ, но сакаат да бидат и учесник на преговорите, значи од нив да зависи, а не сакаат да имат политички легитимитет. Тоа значи,
дека може се направи, јас тоа постојано го тврдам, одредена симбиоза, композит помеѓу специјалното јавно обвинителство, меѓународната заедница и овие невладени организации, тие да бидат клучниот политички субјект во рамки на Република Македонија. ВМРО, од една страна, има повеќе гласачи отколку останатите три партии. Така, сега, каков легитимитет ќе имат ако вие имате, ние тука неколку луѓе да се собереме и да имаме помалку гласачи отколку вие. И каков легитимитет ќе имаме ние да седнеме и да договараме со вас, нали, партнерски и секој од нас да има еден глас. Да. Па што е тоа? Да. Така. И сега како се надовржеме и со невладините, и тоа излегува, па тие се охрабруваат кога 3000 луѓе 2-3 луѓе ќе сакат да имат представништво со партија која има 500.000, зашо збориме ние? Па тоа е циркузанското во нашата политика. Веројатно си имате поставено дилемата, почитани гледачи, зошто на сите овие припадници на шарената револуција им е неопходно да дојде одредено посериозно конфронтирање со македонската полиција. Од една едноставна причина, бидејќи таа шарена револуција после 2 месеци не ги постигна своите посакувани или проектирани цели да дојде одредено рекомпонирање на власта во рамки на Република Македонија. Бидејќи шарената револуција после 2 месеци не ги оствари своите цели, нормално е да дојде до одредено фалименто или па псување на целата енергија која беше или која се вртеше околу шарената револуција. Да дојде до ново обновување на енергијата е неопходно да дојде до конфликт помеѓу шарената револуција и македонската полиција. Мене ме слушате. Јас те слушам. 9,5 години нема тектонски поместувања, процеси и креирање во рамки на криминалното подземје. Како Оливер Спасовски доаѓа на чело на Министерството за внатрешни работи, почнува вулканот во криминалното подземје. Почнува да се јават тие криминални кланови. Истото ја можам да прашам да не им е кажано на друга страна, од друга страна некој. И нормално е Оливер Спасовски треба да ги брани и да ги штити. Како се менува власта? Веќе се убегство, тие криминални структури. Па зашто не ги заштити онда Оливер? Па видите, во таа иста ситуација треба да прашаме зашто Зоран Заев не беше апсен за одредените активности во врска со Пуч, бидејќи ги штити меѓународната заедница. Меѓународната заедница прави 2 или 3 работи. Прави упат во безбедносни структури, го активира криминалното подземје, пробува преку оние дестабилизации на берзата во рамки на Република Македонија да се направи одредена класична дестабилизација на рамки. Сакаш да ми кажеш дека министерот овој тоа ќе се прави наивни слепи. За внатрешни работи е обезвластен? Кој министер за внатрешни работи? Сегашниот? Па сегашно дое пред месец дена. Не, ама сакаш да ми кажеш дека у моментов е обезвластен? И неодењени избори на 5 јуни. И он нема функција никаква, ништо не може да направи. Сега министерот за внатрешни работи. Да апси криминалци блиски на СДСМ. Добро. Па тоа само овие неуспешни протести кои се капут, кои се капитулирани. Министерот за внатрешни работи е политичар или министер за внатрешни работи? Па видите, вие нели се фаливте дека Оливер Спасовски покажал како за време на протестите у ЧАЕР знаел мирно да ја среди целата ситуација. Оливер Спасовски. Тоа значи дека министерот за внатрешни работи, освен што е полицаец, е и политичар. Не е така. Како не е така? Ни по уставот, ни по законот. Значи, гледате, одите, рушите Прометеј, чекате интервенција. Одите, правите инциденти, чекате интервенција. Па дури ја повикувате полицијата да интервенира, сметајќи дека овие пропаднати протести на тој начин ќе добијат бензин и гориво да може да се реактивират. Сосема погрешна теза. Не, ма пропаднати си, вие тоа го гледате. Сосема погрешна. Затоа е крикот на Заев да има предвремени избори, бијќи гледа дека целиот модел и концепт е пропаднат. Па зарем Груевски не ги бара тие избори? Па Груевски ги бара бијќи може да победи. Заев ги бара за да може да се спаси. Па дајте да идеме на избори. Ми еве, чим тоа го кажувате, ајде на избори. Ајде. И тоа сега. Договорите ги. Од 2 пати ги пролонгирате изборите. Се сакате трет пат да направите. Не. Тие избори. Дури јас мислам дека сакате да влезете у влада и кога ќе влезете у влада, пак кога ќе ви се заарни, пак да викате не се исполнети условите. А 1-2 години, 1-2 години вака. Да се исполнат овие 2 последни услови кои што се веќе по твои информации наводно веќе договорени. Значи многу тврди сте за влагање у влада. Не. Па сега да ве викнат у влада, ќе фрлите тука и микрофон, ќе фрлите и све. Па знаеш дека не е така. Побрзо од овој Болт, Усеин Болт има да си стрчате до цека у владата, ќе влезете. Тоа нема да го видиш така. Барањето на оној граѓански сектор или на оние граѓански невладени организации или оние припадници на шарената револуција, тие да бидат петти учесник на преговорите околу Пржевскиот договор или да им биде дадено петто столче како да најава нова политичка конјунктура, како можност да биде формирана нова политичка партија. И мислам дека Зоран Заев, поради фактот дека и сами останува свесен дека меѓународната заедница полека
работи на формирање на нова политичка партија, пред се опозицијска политичка партија на македонската политичка сцена, сега брза да има предвидени парламентарни избори, односно Зоран Заев да има ролјата на Мендух Тачи и неговата битка да не биде против Никола Груевски или ВМРО ДПМН, туку да биде втор политички субјект. И затоа Зоран Заев ќе се бори со цела сила и со цела енергија да не биде формирана нова политичка партија, посебно во македонскиот дел и посебно во опозицијскиот дел на македонската политичка сцена, а од друга страна перманентно да се пазари и да кокетира и да се договара со сегментите на македонската власт за одредени тендери или за одредени финансиски бенефити. Се има една ситуација која е интересна, да речеме, кој од страна ние гледаме на шарена револуцијата не дела многу компактна, меѓутоа која ќе ја раздробиме, ќе ја разглобиме, гледаме дека таму има барем 3 или 4 линкови, 3 или 4 структури, 3 или 4 фрагменти. Едно на германска, ајде да речеме британска варијанта која се залага за радикализација на протестите. И ги радикализира. И се гледа тие средства влагат кај нив и така. Втората е она линија која е проамериканска, која вели ајде да купиме малце тайм-аут, да видиме во кој правец ќе одиме. И третата е ова Дали има материјал? Дали има материјал. Да. Може се исцрпи една и капацитет. И третата е она СДСМовска структура. Прв пат сега ова што е британско-германска варијанта и делови, ајде да речеме, не знам, на американска варијанта која е порадикална, го исвиркува Зоран Заев. Мислам, не е прв пат, но овој пат така појако го исвирка. Да се види. И затоа не говореше тој, говореше Шекеринска, никаква порака не даде и сега јас ве прашувам што е лидерство? Да те водат или да водиш? Па секако да водиш. Тоа е проблемот и на шарените и на СДС. Немаат лидерство. Ханим го кажа тоа одавна. Зошто не поработат на тоа прашање? Да си го решат, а се решава. Го свиркавте вие Зоран Заев? Дел од наши членови, како и луѓе кои едноставно не се приврзаници на Зоран Заев и на СДСМ, да, веројатно. Вие не го свиркавте? Лично јас не. А вие сте левичар? Јас сум левичар. Да, а што мислите? Може ли капиталист да биде начело на лева партија? Може, не на лева партија. Значи, СДСМ се социјалдемократска партија. Значи, социјалдемократите во принцип не се за надминување на капитализмот и постои капитализам со човечки лик или држава на благосостојба, кај што може, не. Кај нас нема, значи кај нас коалицирале со капиталист? Значи, кај нас во Македонија има дивјачки капитализам, кај што се трупа невидено богатство на една страна и сиромаштија голема. Зоран Заев е дивјачки капиталист. Не, Зоран Заев може да биде капиталист и да биде социјалдемократ, но тоа останува да се види ако има шанса да се врати на власт. Ветират ли странците да се дистанцирате од Заев? Не, ние не комуницираме со странците. Очекувате ли таа шарена револуција да се, ајде да речеме, промовира во нов политички субјект? Не. Мислите? Не очекувам. Мислите дека нема да бидат стимулирани од одредени странски служби, странски? А не, обидики има, се согласувам, овие тоа теза, се согласувам со тезата. Веќе знаете, во нив е многу инвестирано. Господин Нефтов, ја гледам малку подалеку, што добива Македонија во структура, каде што нема идеја. Да се задржиме, дали можеме да очекуваме нивно промовирање во политичка партија? Може да се очекува, непожелно е. Ите, во еден момент. Сетете се што му се случи на Стојанче? Прекрасни бранители на Македонија. Да, овде малце посериозен концепт. Гледате, ајде да анализираме два процеса. Што велика шарена револуција? Никој не е легитимен во државата. Не е точно, сите се легитимни. Не. Значи, тие така велат. Позиција. Никој не е легитимен, освен нас. Зошто? Бидејќи ние сме народот. Зошто? Тоа е најпогрешната теза. Ние сме тие што ја контролираат улицата. Што вели Кати Ценева? Ништо не е легитимно во Македонија, освен мене. Освен специјалното погубно за еден јавен новинител. Поред, може ли тие две структури да се спојат во едно? Очарена револуција да биде направен нов политички субјект и начело на тој политички субјект да бидат луѓе кои се сега во специјалното јавно обвинителство. Се работи ли на тој проект? Не знам дали вака се работи, ама очигледно ви имате информации што јас ги немам. Не го гледам. И добро е што вака можам да научам нешто. Настапи ги гледам, знаете. Да. Они се класични политички перформанси. Тоа не се правнички. Затоа и ќе изгубат. Секој во своето поле, секој во својата битка. Овие никој пат нема да бидат професионални, сериозни обвинители, а овие никој пат нема да бидат респектибилен политички субјект. Ама со сите бомби, Зоран Заев никош не бил така воспримен како што се Фатиме Фетај или Ленча Ристевска. За да бидеме поштени. Значи, они со 3-4 пресконференции има можем низок рейтинг кај пошироката македонска јавност, меѓутоа во опозицијското милје, посебно во на милје на шарената револуција,
беа прифаќани ко Хилари Клинтон и не знам незиниот сопруг заедно. Да, ама што тоа миле опозицијско представува во македонското миле? Мало е. Нема критична маса, господине Ефтов. Би прифатили ли Фатиме или Ленче да ви бидат начело на партијата што ќе ве формират? Прво, јас го знам, нема тие претензии да бидат, мислам, лидери на партија. Второ, Левица нема лидер. А имате комуникација? Немаме комуникација. Ме откај знаете дека немаат претензии? Штом одбра да бидат обвинители, немаат претензии. И по италијанецот одбра да биде обвинител, па направи политичка партија со чисти раце. Добро, во секој случај па после заврши партијата на Берлускони. Секој здраворазумски човек во Македонија може да заклучи дека тие немаат сега Кога што јас можам да видам, здраворазумски можеме да оцениме. Не, по сите нивни пресконференции се политички перформанси. Така што луѓе или жени или институции кои имаат такви политички перформанси, сигурно имаат и политички амбиции. Од специјалното јавно обвинителство и особено ќе кажам дека ми е мило што една албанка е една од најпопуларните личности во Македонија, што многу добро делува врз на антинационалистички план, односно на рушење на меѓуетничките бариери. Мамо президиумот би земале? Во Македонија, Ко член на президиумот големи би земале? Фатиме Фетај? Значи, таа нема политички претензии. Таа е тоа е. И не сте прашали. Не мора да значи дека има левичарски став. Не сте прашали. Немаме комуникација. Немате, ама знаете. Предпоставуваме. Ако нешто драматично не се случи на македонската политичка сцена, ние полека ќе стануваме сведоци на одредени процеси на дистанцирање или на префрлање на неуспехот на шарената револуција на друга адреса. Веќе знаете, два податока се посебно индикативни, како прво не доаѓа до намалување на рейтингот на ВМРО ДПМН и како второ, драматично се намалува довербата или желбата на македонските граѓани Република Македонија да видат како членка на НАТО и НЕУ. И тоа се два индикативни показатели дека целата оваа операција со шарената револуција не само што не е постигнала целта, туку има и драматично потврлена. И таа операција на миење на раците од неуспехот ќе има две фази. По првата фаза е тоа очекување формирање на нова опозицијска политичка партија, а втората фаза или во втората фаза ќе имаме еден обид за контрола врз македонските медиуми, тоа по две основи. Како прво преку Агенцијата за медиуми и како второ како одредена, отворена или оставена можност на тоа што се случувало на Балканот или во Србија, одредени странски центри да почнат да купуваат медиуми во рамки на Република Македонија. Ете, медиумите се првен удар. Овој поранешниот шеф на ЦИА има потполна контрола на медиумите во Србија. Да, велику контролу над великим делом. Тоа е чудна ствар. Ви имате човек се зове Дейвид Петреус, амерички генерал, бивши начелник, бивши шеф Централна информативна агенција ЦИЕ у Америци. Он и овде еден период главен во Авганистан. Тако е. Период главен во Авганистан. Главокомандујќи во Авганистану. Иначе човек е дал оставку када е проводен секс скандалу, тако е, у Америци со својом првом сарадницом, неком пуковницом, а то не е важно. Човек одједном, значи нестае со сцене у Америци и онда воскрсава у Србији као члан управе СББ-а. СББ, ја мислам да таа фирма послува под неки други именом и код вас у Македонија. СББ ви е главниот кабелски оператор. Јест. Главни ради они код вас у Македонија. Не, меѓутоа спорт клуб го добиваме преку нив. Тако е. Значи сите тие работи. Такле, он има овде канале, купио е Гранд продукцију. Гранд е присутна во Македонија, Гранд е присутна. Има Телемах е негова фирма у Босна и Херцеговина. Тотал ТВ мислам дека во Македонија присутна, а ево нивна собственост. Тоа е све негово. И ви сад кад одете на свете негови канали, ви рецимо прво што ви, ако сте претплатник у Србија, 49% онлайн издањата на Блиц. Тако е, Блица, Алоа и свих издања. За тоа 180 милиони евра. Тоа су купили на територија целе Европе. И дакле ви имате бившег шефа ЦИЕ кој контролише озбилјан део медија у Србија. Што директно, што индиректно. Што као сувласник, што као прикривени сувласник. 1,2 милиарди има дадено евра, дадено за таа кабелска компанија СББ. И нигде не е плачен порез. Одлука или избор на ВМРО ДПМН беше да инвестират во Зоран Заев и во сороселите кои своји политички противници. Временото ќе покажи дали таа проценка или таа стратегија на ВМРО ДПМН била исправна и дали таа проценка или стратегија на ВМРО ДПМН има возможило подолго трајно да владеат на македонската политичка сцена. Сте помисле дека во еден момент дека можеби грешите, дека можеби сте предавник.
Бидејќи всушност вас македонскиот народ ве доживува кој јуда, не мислам Владе Милчин, туку целата таа една групација, еве ги луѓето кои сака да го продадат нашето име. Дали во еден момент не сте се почувствувале дека можеби сте на погрешната страна? Не. Не сум помислил од проста причина што тоа што го правам, не го правам за да станам побогат, не го правам за да станам помоćен. Големо срце имате? Имам. Така како швајцарска спетка? Слободно барајте да ја видите мојата, јас ќе ви давам дозвола да ги видите како моите пише таму сметки колку ГМБХ. Срам, не ви е срам со невработен човек кој не сме во агенција за вработување да се пријави за невработен да му кажувате колку пари има. Не ви е срам. Ја не викам колку пари има, тој викам дали ви префрлиле. Ама кај завршиле тие на сметки? Не ви е срам. Тие си знаете кај завршиле. А зашто им било срам? Вас дали ви е срам? Јас прашувам. А ваше е да одговорите. Јас јавно, може да одговорите, пратете Facebook профили. Јас јавно објавив, откако Нетпрес се дрзна да објави дека ние сме зеле од Сорос 3000 денари. А сте земале од Сорос 3000 денари? Јас сум зел од Сорос 3000 денари за предавање кое го имам. И вие така докажан, не, ама видите, ама знаете, господин Саевски, криминал или нарушување на принципи, е за еден денар, знаете. Значи вие како докажан антиглобалист, не ви е проблем 3000 денари да земите од Сорос. Ако не ви е проблем да земите 3000 денари од Сорос, нема да ви е проблем да земите од Груевски, нема да ви е проблем да земите од Заев, нема да ви е проблем од Роза Луксембург. Ако од Сорос сте земале пари, ако сте земале од Сорос пари, ќе земите од било кој. За завршена работа следува заработка. И што во наредниот период, како политичка или секаква друга разврска на македонската политичка сцена може да прават странците? Може да прават се што, бидејќи во минатото и се што и правеле. На последната своја пресконференција Ѓорѓе Иванов го проблематизира или сега го проблематизира и прашањето на авионската несреќа на Борис Трајковски. Тука се поставува прашањето дали тоа е на чиста коинциденција или можеби алудирање на нешто што Ѓорѓе Иванов знае како одредено сценарио кој треба да биде реализирано на македонската политичка сцена. Се плаши ли Иванов според вас за својот живот? Ајте, ако да и таква една формулација не разјасни тоа. Познавајќи го јас, не се плаши, но јас се плашам. Му се случува и него, нели, она во Сараево, мало кварче на авионот, да. Па ги повлекол сите аболици. Чувствувате ли малце страх? Вие малку, па пак авионите ме носите. Добро, убаво од вас. Видите вака да ви кажам. Јас како граѓанин обичен сум загрижен за животот на председателот на државата, председателот на владата, лидерите на партиите, ево на СДСМ, на ВМРО, на Али Ахмети, на ДПА. Он во своји 3 настапи точно е дека роварат овие служби ве разузнавачки. Потенцира тие работи. И лично мислам треба нашите безбедносни служби малку по да се стегнат. Случајно или намерно, коинциденција или невнимање. Меѓутоа пред два многу важни политички настани или политички разврски ние имаме ситуација на расипување на владиното авионче. Првата ситуација беше минатата година пред подпишување на Пржинскиот договор кога се расипува владиното авионче, кој тогаш го користи Никола Груевски, веднаш после тоа Никола Груевски се согласува и доаѓа до подпишување на Пржинскиот договор. И втората ситуација е сега пред некои 2 месеци кога владиното авионче го користи Ѓорѓе Иванов и тоа се случува или расипувањето се случува пред повлекувањето на аболициите или таа масовна аболиција која беше пропишена или која беше прогласена од страна на Ѓорѓе Иванов. И тука се поставува прашањето дали тие кварови на владиното авионче се случајни и дали се одредена функција или се во одредена функција на можен политички притисок врз клучните политички играчи на македонската политичка сцена да прифатат одредени решенја кои се по волја или по мерка на меѓународната заедница. Ова изјава на Иванов која дава во средата дека во неразјасните околности, знаете, јас можам да ја врзам со два инциденти. Да. Едниот се случува некаде 23 мај минатата година, кога принудно слетува авиончето на премиерот, тогашниот премиер Никола Груевски, на пропатување од Страсбург слетува во Цирих, а треба нели да оди на средба со папата во Рим, и тоа е некаде пред подпишување на Пржинскиот договор. Да. Веднаш после тоа, ајде да речеме авионско инцидентче, се случува подпишување на Пржинскиот договор. И вториот таков инцидент е некаде пред неколку недели, кога се случува со председателот Иванов во Сараево, треба да лета за Софија, за Бугарија, оди со комерцијален лет. После тоа Иванов ги повлекува сите аболици. Мислите дека постои систем кога преку такви форми
на праќање пораки преку авиончето да се врши пресија и притисок врз македонските политичари да прифатат она што го сака меѓународна заедница. Затоа и го отварам прашањето со авионската несреќа, бидејќи многу често ни се случува такви, ајде да речеме, инцидентчиња со авионите или сериозни хавари. Вака, значи, коинциденции да, чудни коинциденции, но познавајќи го председателот Иванов и оно што јас располагам со информации за овие инциденти, мислам дека нема таков притисок, барем нема докази за таков притисок. Впрочем, председателот Иванов направи нешто што не ги се бендисува на меѓународната јавност. Ама после ги повлече. Значи, после тоа што се случи во Сараево, нели со, ајде да речеме, кварот или некој дефект сите на авионот, тој ги повлече аболиците. Во право сте, но ја и вака резонирам. Лани, значи Груевски, после сетувањето во Цирих, седнува и се договара за Прежинскиот договор. Премногу коинциденци. Не би врзал така. Ма не, јас чисто треба да имам докази, јас сум човек кој истражува и доколку немам докази ја не можам. Сепак, а вие сте новинар кој актуализира, нема да ми замерите. Ја со вториот дел од вашата констатација не можам да се согласам од причина што немам докази и немам информации. Добро, едно прашање. Имаме премногу лоши мајстори за одржување или премногу добри мајстори за расипување на авиончињата? Може би за прв пат ќе кажам во јавноста, крајно време е Македонија или некој во Македонија да помисли нашите вип личности во каков авион летат и крајно време е можеби да купиме Македонија да си набави нов авион. Од 14 до 16 јули во Солун треба да се одржи и да се организира нова средба на сите овие анархистички групации од Балканскиот полуостров кои се финансирани од таа германска фондација Роза Луксембург Штифтунг. И тука се поставува прашањето дали тие нешто знаат и предпоставуваат со кој треба да биде соочена или исплашена македонската јавност. А тоа е фактот дека ни се заканува една нова бегалска и мигрантска криза. Сите експерти велат дека стана збор некаде за околу 30 милиони бегалци со потекло од Африка кои треба преку територијата на Македонија или првенствено преку територијата на Македонија или делови на Италија и на Шпанија да го преплават европскиот континент и да заседнат на територијата на Западна и на Централна Европа. Ако Македонија се соочи со една таква нова, гломазна и екстерна мигрантска криза, тогаш прашањето дали Македонија може да остане не дестабилизирана во сегашниот политички контекст. На 14 до 16 јули се најавува нова средба на балканските анархисти во Солун, финансирани од овие германски фондации, посебно фондацијата Роза Луксембург Штифтунг. Повторно, тоа се фондации кои на некој начин се многу блиски, имат многу блиски либерални стојалишта дека нови мигрантски бранови групи треба да им се дозволи влез во Европската унија. Значи, јас сметам дека ако на 14 до 16 јули во Солун се најавува одржување на таква средба, дека нас може би не очекува една нова мигрантска криза или нов голем мигрантски бран, се говори некаде 20 до 30 милиони, посебно сега економски мигранти со потекло од Африка. Можеме ли да очекуваме нова мигрантска криза и ново дестабилизирање на регионот врз таа основа? Можно е тоа. Можно е, не тоа, видите, воопшто ставено надвор од видите игра, затоа што тоа ќе биде, според мене, фактички синхронизиран удар врз основа на све што се случува. Сите овие се работи што ги споменавме да не ги се повторно, нели повторуваме. Пакет, така е. Значи, еден, видите, пакет и можно преку тој, видите, мигрантски бран, преку тоа што викаме зелен вал, зелена овак трансверзала, не само Македонија, туку и значи многу европски држави. Да исто така бидат под значи ударот. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центар или последната емисија во Центар во оваа телевизиска календарска година. На крај би сакал да ви кажам две работи. Како прво, огромна благодарност за огромниот број на гледачи кои гледа емисијата во Центар, бидејќи после 15-16 години емисијата во Центар во континуитет е најгледана политичка емисија на македонскиот медиумски пазар. И како второ, сакам да се одморите, сакам да ги наполните батериите и сакам стрекни да ги дочекате овие септемвриски или есенски настани кои се најавуваат во рамки на емисијата во Центар или во рамки на македонскиот медиумски простор. Знаете, почитувани гледачи, Македонија чека доста жешка есен. Веројатно треба да бидеме многу стрекни, ако не сме мудри и паметни, и да ги поминеме или да ги избегнеме сите премирежи низ кои треба да поминува Република Македонија. Затоа ќе ни треба и добри нерви и добра енергија да можеме да го поминеме тој процес. Затоа одморете се и здравје Боже некаде средината на септември, почетокот на октомври, повторно се гледаме со емисијата во Центар. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.